Шефот на државата денеска го потпише указот за прогласување на законот за ратификација на Северноатлантскиот договор. На ова чекавме речиси 30 години. Ама се испланеше. Нека ние со среќа. Нека биде за спомен на овој важен чин за ситуација. Уште еднаш, само за овој работа се видам. Откако законот ќе биде објавен во службен весник, тој стапува на сила, но тоа не значи дека Северна Македонија официјално станува 30-та членка на НАТО. За процесот да се заокружи треба уште Шпанија да го ратификува пристапниот протокол, што може да се случи на почетокот од март. Од вчера знамето на алијансата се вее пред парламентот, каде со 114 гласа за, парламентот вчера го ратификуваше Северноатлантскиот договор. Вчера се уверивме дека за ратификацијата на договорот, Северноатлантскиот договор во нашиот парламент гласаа сите. Буквално сите. Вклучително и колегите од ВМРО ДПМНЕ. Се прашувам со кој образ некој од утре, денес, задутре, повторно ќе заговара рушење на Преспанскиот договор и поништување на нашето членство во НАТО. Баш би сакала да го видам јунакот кој после таков консензус во собранието ќе ги поништи вчера дадените гласови во парламентот. Во февруари минатата година во Брисел беше потпишан протоколот за прием на Македонија во НАТО. За 12 месеци тој протокол го ратификуваа 28 земји членки. Недостасува уште Шпанија. За Гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски.